Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ја обработиме последната глава од Евангелието според Јован. Овој текст представува еден вид поговор на оваа новозаветна книга. Во глава 21 се всушност завршните мисли на апостолот Јован. Во текстот кој ќе го обработуваме денес се запишани 3 настани, односно средби. При првиот настан апостолите ловеа риби. Исус им кажа на која страна да ја фрлат мрежата и тие го послушаа. Од таа случка учиме дека тој треба да биде господар над нашата волја. Потоа сите заедно делеа оброк и од тие моменти учиме дека Исус треба да биде господар на нашите срца. Третиот настан е средбата на Исус со апостолот Петар, од која учиме дека Исус треба да биде господар на нашите умови. Откако Исус им се објави на сите апостоли, Јован ни кажува дека по некое време дел од нив отидоа да ловат риби. Тоа се случи кај Тиверијатското море, односно Галилејското море. На тоа место се случија многу важни моменти од службата на Господ Исус. Мислам дека Галилејското море е најпознатата водна површина во историјата на човештвото. Настанот за кој ќе читаме се случи на место кое им беше многу познато на Исус и на учениците. Ќе го прочитам првиот стих. Потоа пак им се јави Исус на учениците своји кај Тиверијатското море. А тоа се случи вака. Сетете се како Исус им кажа на учениците дека треба да одат во Галилеја и дека таму тој ќе им се објави. Учениците го послушаа и отидоа во таа област, чекајќи го да им се објави. Стих 2. Беа заедно Симон Петар и Тома, кого го викаа Близнак, Натанаил од Кана Галилејска, Зеведеевите синови и двајца други од учениците негови. Како што можете да забележите, станува збор за интересна група поединци. Би ја нарекол проблематичните апостоли. Таму беше Симон Петар, ревносен, но некогаш се однесуваше како кукавица. Со топло срце, но плашлив. Човек кој беше многу импулсивен и кој знаеше да ги искаже своите чувства. Присутен беше и Тома, познатиот скептик кој многу нешта ги доведуваше во прашање. И Натанаил беше со нив, шеговиецот кој уште на самиот почеток рече: може ли нешто добро да излезе од Назарет? А неколку моменти подоцна падна пред Господ Исус и исповеда дека тој е Божиот син. Тука се и синовите на Зеведеј, Јаков и Јован, кои исто така беа проблематични, бидејќи во еден момент сакаа да повикаат оган од небото за да уништи цело село. Имаше и уште двајца други апостоли со нив, но не можеме да знаеме со сигурност кои беа. Слушнете што пишува потоа. Симон Петар им рече: ќе одам да ловам риба. Му рекоа: и ние ќе дојдеме со тебе. Тогаш излегоа и веднаш влегоа во кораб, но таа ноќ ништо не уловија. За жал, голем број коментатори на Библијата ги осудуваат апостолите бидејќи отидоа да ловат риби. Тие велат дека апостолите не требаше да одат на риболов и дека Петар воопшто не требаше да ја даде таа идеја. Но Господ Исус не ги укори за тоа. Кога се појави пред нив, тој не им рече: зошто тргнавте на риболов наместо да ме чекате? Апостолите беа во Галилеја, бидејќи му беа послушни. Исус им кажа да одат таму. Овие настани се случија во пролетно време. Се наоколу зазеленуваше и природата беше навистина прекрасна. Може би ќе прашате: од каде знаеш каква била природата во тие моменти? Знам од лично искуство. Пред неколку години бев таму во тој период од годината и природата беше навистина прекрасна. Затоа сум сигурен дека така беше и кога апостолите беа на риболов по воскресението на Исус. Јован пишува дека влегоа во коработ. Не знам чиј беше тој, но предпоставувам на некој од локалните рибари, кој можеби беше пријател со некој од апостолите. Додека беа таму, апостолите го чекаа Исус, но по некое време можеби се посомневаа дека ќе се појави, па Петар им рече: се уште го нема, ајде да одиме да ловиме риби. И останатите го послушаа. Тие не седеа со скрстени раце, туку одлучија да прават нешто. Мислам дека безделничењето е една од навиките кои многу му штетат на Божјото царство. Не можеме да фаќаме риби ако лежиме со скрстени раце. Не можеме да фрлиме мрежа во морето ако седиме во фотелја. А денес се повеќе христијани седат во фотели.
За жал има и многу христијани кои не сакаат да проповедаат, но сакаат да им кажуваат на проповедниците како да ја вршат својата работа. Мојата надеж и молитва е дека во црквата ќе има такво пробудување, што се повеќе христијани сериозно ќе си ја сватат верата, ќе станат од своите удобни места и ќе бидат активни за Божјото царство. Бог нека им биде милостив на таквите и нека ги пробуди. Од друга страна, морам да кажам дека сум му благодарен на Бог за оние кои се активни и на кои не им треба некој да им каже што да прават. Таквите луѓе се навистина голем благослов како за црквата, така и за светот. Наместо да критикуваат, тие сакаат да служат и да изградуваат. Апостолите кои беа присутни на тоа место одлучија да ловат риби. И Господ Исус не ги осуди за тоа. Но знаете што се случи? Влегоа во бродот, цела вечер се трудеа и на крајот не фатија ниту една риба. Доктор Скотс вели дека ова е ситуација кога дури и експертите потврлија. Не заборавајте дека пред да го следат Исус, голем дел од апостолите работеа како рибари. Цел живот се занимаваа со таа професија и доста добро си ја знаеја работата и методите на фаќање риба. Но таа ноќ додека го чекаа Исус, не фатија ниту една риба, бидејќи тоа беше Божиот план. Во Псалм 1 пишува дека оние кои го читаат и применуваат Божиот збор се како дрвја насадени крај река и дека го даваат својот плод во секое време. Тоа е навистина прекрасно ветување, но реалноста е дека нема секогаш да фаќаме риби. Сепак, тоа не значи дека треба да престанеме да ловиме. Живееме во време во кое математиката е јазикот на успехот, а статистиките се Библијата според која луѓето се водат во животот. Кога го велам ова, сакам да бидам самокритичен и да признаам дека и јас некогаш паѓам во таа замка. Ние луѓето сме обседнати со тоа да го прикажуваме нашиот успех преку бројки. Тоа е единствената мерка која ни значи нешто. Но апостолите не фатија ниту една риба. Мислам дека тоа уште повеќе ја зголеми нивната разочараност. Не само што беа збунети поради околностите во кои се наоѓаа, туку и не беа успешни во тоа што најдобро го знаеја. Лесно е човек да биде задоволен кога ќе фати риба. Предизвикот е да бидеме задоволни кога нема да фатиме ништо. Тоа е една од причините зошто ми е жал за Ное. Тој проповедаше 120 години и никој не му поверува. Мислам дека јас не би издржал толку долго како него. Може би се обидел 120 дена и ако никој не сака да слушне, ќе си дадам оставка. Слушнете што пишува апостолот Јован. Апостолите цела ноќ се обидоа да ловат риби, но безуспешно. Ноќта помина и дојде денот. Мислам дека тоа беше прекрасно утро кај Галилејското море, особено бидејќи Исус дојде на брегот. А кога се раздени, застана Исус на брегот. Само учениците не го познаа дека Исус. Не треба да ги обвинуваме учениците зашто не го познаа Исус. Тој беше далеку од нив. Исус им рече: "Чеда, имате ли нешто за јадење?" Му одговорија: "Не." Исус всушност ги праша: "Фативте ли нешто за мене?" Тоа е прашањето кое Исус ќе ни го постави на сите нас. Се надевам дека нема да одговориме како апостолите, кои рекоа "не". А тој им рече: "Фрлете ја мрежата од десната страна на коработ и ќе најдете." Ја фрлија и не можеа веќе да ја извлечат од многу риби. Поентата на овие стихови е да ни кажат дека Исус ги управува животите на оние кои се негови. Кога ловеа според неговите совети, мрежата беше преполна. Многу е важно да го имаме ова на ум. Кога живееме согласно Божите зборови, само прашање на време е кога ќе ги доживееме Божите благослови. Апостолите послушаа и беа благословени. Забележете што пишува во стих 7. Тогаш ученикот, што го сакаше Исус, му рече на Петар: "Тоа е Господ." А Симон Петар, штом чу дека е Господ, си ја препаша облеката, зашто беше необлечен, и се фрли во морето. Предпоставувам дека беа оддалечени околу 80-90 метри од брегот. Петар не само што беше добар рибар, тој беше и добар пливач. Мислам дека 3 години претходно Исус го повика Петар токму од тоа место и сега го повикува пак. Него и другите кои беа присутни. Доаѓа моментот кога ќе почнат да ловат луѓе со Евангелието. А другите ученици, влечејќи ја мрежата со риби, дојдоа со кораб,
зашто не беа далеко од брегот, но само околу 200 лакти. Кога пак излегоа на брегот, видоа накладен оган и на него ставена риба и леп. Исус им рече: донесете од рибите што ги уловивте сега. А Симон Петар влезе и ја извлече мрежата на брегот, полна со крупни риби, на број 153, и макар што беа толку многу, мрежата не се скина. Слушнете што им рече Исус и која беше нивната реакција. Исус им рече: дојдете, јадете. И никој не смееше да го праша: кој си ти? Зашто гледаа дека е Господ. Исус им кажа што да направат, а апостолите го послушаа и ги уживаа плодовите на послушноста кон Господ. Откако се случи чудото со ловот на голем број риби, тие се вратија на брегот и повторно се сретнаа со Исус. Всушност, тие заедно појадуваа на брегот на Галилејското море. Можам само да замислам колку им било убаво во тие моменти. Пред да ги прати во светот да му служат, Исус ги научи како да му бидат послушни. Исус им рече: дојдете и јадете. Им даде лепи риба и заедно појадуваа. Се приближи Исус, зеде лепи и им даде. Исто така и риба. Ова беше веќе трет пат како им се јави Исус на учениците своји, откако воскресна од мртвите. А кога завршија со јадењето, Исус му рече на Симон Петар: Симоне, сине Јонин, ме љубиш ли повеќе отколку овие? Петар му рече: да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Исус му рече: паси ги јагненцата мои. Ова е всушност разговор во кој Господ Исус му постави 3 прашања на апостол Петар. Иако Петар 3 пати се откажа од него, сепак Исус не дигна раце од апостолот и сакаше да го повика да му служи. Ако се прашувате зошто Исус 3 пати му го постави истото прашање, мислам дека одговорот е бидејќи Петар 3 пати се откажа од него. Барем за момент, Петар може би помисли дека е време да се врати на старата професија и да продолжи со ловење риби. Но преку овој разговор, Господ Исус му кажува дека неговите планови се многу поголеми и повозвишени. По секој одговор на Петар, Исус му кажа кој е животниот повик на апостолот. Многу сакам да имав можноста да бидам таму и да го слушам Господ Исус како му вели на Петар: Симоне, сине Јонин, ме љубиш ли повеќе отколку овие? Во секој од 3 прашања, грчкиот превод користи различен збор кој на нашиот јазик е преведен како љубов. Првиот збор кој е преведен како љубов е агапе, и тоа е највозвишениот вид на љубов. Тоа што Исус сакаше да го праша Петаре: дали ме љубиш со сето срце? Спасението е заедништво помеѓу Бог и човекот кое е засновано врз љубовта. Го сакаме Бог, бидејќи тој прв не засака. Најважниот збор во христијанската вера е зборот љубов. Во 1 Коринтијаните 13:13 пишува: на крајот остануваат верата, надежта и љубовта, а најголем од нив е љубовта. Верата е многу важна, но таа нема да трае вечно, бидејќи еден ден ќе го гледаме Бог лице в лице и нема да има потреба да веруваме во Него. Но љубовта е вечна. Бог го сакаме додека сме тука на земјата, а ќе го сакаме и кога ќе го видиме еден ден на небото. Иако Симон Петар 3 пати порекна дека го познава, сепак Исус продолжи да го сака. Во 15:13 Господ Исус вели: нема поголема љубов од тоа човек да го положи својот живот за своите пријатели. Бог ја покаже својата љубов кон нас уште додека бевме грешници, со тоа што го прати Исус Христос на овој свет да умре за нас. Што значат зборовите во стих 15? Повеќе отколку овие? Има 2 начини на кои можат да се толкуваат овие зборови. Првиот е дека Исус зборува за материјалните нешта, а вториот е дека зборува за апостолите. Моje мислење е дека Исус мислеше на апостолите. Кога Симон Петар го одговори прашањето, во грчкиот текст се вели дека искористи друг збор. Наместо агапе, тој го искористи зборот филео, што значи да се има пријателска почит и љубов кон некој. Што мислите, зошто Петар не го употреби истиот збор, агапе? Мислам дека научи да не се фали, бидејќи претходно се пофали дека ќе го положи животот за Исус, но сепак не го стори тоа. Петар всушност сакаше да каже: Господе, ти го знаеш моето срце. Го знаеш одговорот на тоа прашање. Исус му одговори: паси ги јагненцата мои. Што значи тоа?
Исус му кажа на Петар да се грижи за оние кои се млади и мали во верата, односно да ги храни со Божиот збор. Слушнете го продолжението од нивниот разговор. Стихови 16 и 17. Го праша пак повторно: Симоне Јонин, ме љубиш ли? Петар му кажа: Да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Исус му рече: Паси ги овците мои. И по трет пат му рече: Симоне Јонин, ме љубиш ли? Петар се нажали дека по трет пат го праша: Ме љубиш ли? И му рече: Господи, ти се знаеш, ти знаеш дека те љубам. Исус му рече: Паси ги овците мои. Ме љубиш ли? Беше прашањето кое Исус 3 пати му го постави на Симон Петар. На почетокот одговори со да, но на крајот знаеше дека нема со што да се пофали и одговори: Ти знаеш дека те љубам. Тоа всушност значи: Господе, ти го познаваш моето срце и колку љубов има во него за тебе. Првиот пат Исус му заповеда на Петар да ги пасе неговите јагниња, а вториот и третиот пат да ги пасе неговите овци. Тоа се однесуваше на грижата за христијаните која му беше доверена на апостолот. Прашањето за нас денес е исто. Дали го љубиме Исус? Самиот тој рече дека ако го љубиме, ќе ги пазиме и исполнуваме неговите заповеди. Во Марко 16:15 пишува: Одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието. Тоа е еден од начините на кои ќе покажеме дека го сакаме и почитуваме. Господ Исус сака да го сакаме. Тоа е најважното нешто во животот и апостолот Петар требаше да ја разбере таа вистина. Љубовта кон него е движечката сила која ќе ни помогне да му служиме и да му останеме верни до крај. Исус не сака само да биде господар над нашата волја и да му бидеме послушни, туку сака да биде господар над нашите чувства. За него, најважното нешто на овој свет е вашата љубов. Слушнете што му рече на Петар. Сигурно не му беше лесно на апостолот да ги слушне овие зборови. Вистина ти велам, кога беше помлад, сам се препашуваше и одеше каде што сакаше. Кога ќе остариш, ќе ги рашириш рацете своји, и друг ќе те препаша и поведе на каде што не икеш. Исус всушност му кажа на Петар дека ќе биде маченик. Петар претходно му кажа дека ако треба ќе го положи својот живот за него. А Исус сега му вели: Така и ќе биде. А ова го рече за да покаже со каква смрт ќе го прослави Петар Бога. И штом го кажа тоа, му рече: Врви по мене. Пораката е многу јасна. Следи ме без разлика на се. А Петар, кога се заврти, виде дека по него оди оној кого Исус го сакаше и кој на вечерата се беше навалил на градите негови и прашуваше: Господи, кој ќе те предаде? Како и секогаш, Петар пак поставува прашање. Штом го виде Петар него, му рече на Исус: Господи, а овој пак, зошто? Што ќе се случи со другиот ученик, односно Јован, не е нешто што треба да го засега Петар. Слушнете како му одговори Исус. Исус му рече: Ако сакам тој да остане додека да дојдам, тебе што ти е? Ти врви по мене. Исус не кажува тука дека Јован ќе биде жив се додека тој повторно не дојде. Тоа не е значењето на овие зборови. И се пренесе овој збор меѓу браќата, дека тој ученик нема да умре. Но Исус не му рече дека нема да умре, туку: Ако сакам тој да остане додека дојдам, тебе што ти е? Тој е ученикот кој сведочи за овие настани и ги напиша, и знаеме дека сведоштвото негово е вистинско. Тој сака да биде господар над вашиот ум, вашето срце и вашата волја. Исус не може да биде ваш Господ ако не сте му целосно предадени. Ке го прочитам последниот стих од оваа новозаветна книга. А има и многу други работи што ги изврши Исус, и кои, ако би се напишале по ред, ми се чини не би можеле да се сместат во целиот свет на пишаните книги. Амин. Ова не е преувеличување. Верувајте ми, тоа што го напишал Јован е вистина. Исус е отелотворениот Господ кој не само што поучуваше и правеше чуда, туку умре на крстот, воскресна и се вознесе. Јован јасно ни дава до знаење дека има уште многу нешта кои Исус ги кажа и ги направи, но тие што се запишани тука се доволни за да ни дадат спасоносна вера во Него. Со тоа го завршуваме проучувањето на Евангелието според Јован. Ви благодарам што не следевте и се надевам дека се што кажавме
и помогна на вашата вера во Господ Исус Христос да порасне. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.